Ја свикавме оваа пресконференција да проговориме за случувањата на македонската медиумска сцена и отворената закана од згаснување на еден од највлијателните дневни весници, Утрински весник, но и продолжување на неизвестноста и за другите изданија на Медиапринт Македонија. Имено компанијата веќе во континуитет тврди дека има финансиски проблеми и тоа го ефектуира со постојани намалувања на плати, откази и технолошки вишоци. Синдикатот на новинарите жали што се покажа дека еден од најбогатите македонски бизнисмени, кој е еден од сопствениците на Медиапринт Македонија, за разлика од другите негови бизниси, така маестрално потфрли во водењето на медиумскиот бизнис. Но должни сме да кажеме дека финансиската состојба не е резултат на работењето на новинарите, а тие го плаќаат и треба да го платат тугиот менаџерски неуспех и поради тоа јавно протестираме. Ние сме цврсто уверени дека актуелната лоша економска состојба во компанијата и намалените тиражи на весниците најмногу се последица на слугинскиот однос на собствениците кон власта. Таквиот однос продуцира лоши деловни одлуки, меѓу другото, мешање во уредувачката политика и на крај продуцира лош производ, весник кој не е интересен за публиката. Затоа паѓаат тиражите. Затоа што собствениците, за да бидат ценети кај властите, се дрзнуваат да запираат затворен весник во печатница и да менуваат насловни страни, или да менуваат цели уредувачки тимови во тиражно успешни весници и да го сведат производот на медиумски неинтересен за публиката. Отука, секое фрлање вина на некој друг е неприфатливо, а прогласувањето на новинарите за непотребен вишок е безчувствителна одлука и срам за собствениците на компанијата, првенствено. Само 4 дена пред последната непристојна понуда за Утрински, од раководството, синдикалните представници беа уверувани дека нема да има отпуштања, ниту намалување на плати. 3 недели предходно бевме уверувани дека нема ниту да има доцнење на плати повеќе. И да не набројувам, има такви примери доста. Синдикатот преку своите синдикални представници постојано се обидува да комуницира, меѓутоа ние веќе не знаеме за кој збор да се држиме. Тоа е сето израз на една хаотична и несериозна политика, која за свој заеднички именител ја има тезата дека новинарството е вишок во медиумите и луксус кој треба да биде отстранет.